Вечерва на сцената на Велешкиот театар ќе биде одиграна премиерата на представата Господја министерка од Нушич во режија на Сениша Евтимов. Сениша пред 2 седмици беше гостин, а овој пат ја угостувам носителката на главната роља, Зорица Панчич. Зорица, дали сте Живка или имате некој друго име во оваа представа? Живка, која што станува Живана, но тоа е тоа, Живка. Со оглед на вонвременските текстови на Нушич, колку е се до тоа денеска прилагодено или пак е истата приказна ни се повторува низ вековите, се ни се случува исто? Па, колку што јас можам да забележам, ништо не научивме, или ако научивме нешто, научивме многу малку. Затоа е Нушич безвременски, затоа сите големи автори се безвременски, затоа што ништо не научивме. Оваа представа е наменска за вас, за вашата маленкост, затоа што правите 30 години на сцената на Велешки театар, која што е ваша. Сте имале можности на друго место да отидете, ама вие сте се решиле во Велешки театар. Сгрешивте ли? Не сгрешив. Мојот прв професионален ангажман, работен однос беше во овој театар и не ми е жал. Се разбира, имаше моменти кога не ми беше убаво, имаше моменти кога ми беше убаво, меѓутоа тоа е нешто што му се случува на секој човек. Поединечно, секој е помалку или повеќе задоволен од својот живот и од своите очекувања. Меѓутоа, сигурно неам сгрешено, дека работам во овој театар и како одминуваат годините, се поубави и подобри генерации доаѓаат, многу талентирани луѓе и многу ми е убаво што сум тука. Ако не се живеете Скопјанка, така? Да. Секоја птица на своето гнездо лета, имаше многу ваши колеги од Скопје, беа тука временски си замина, ама вие останавте верна на Велешки театар. Што е тоа што толку ве врза? Навистина не знам. Јас дури немам ни роднински врски во Велес. Просто си го најдов местото. И не би сакала да го напуштам овој театар. Не за друг некој театар во Македонија. Овде ми е убаво, овде сите ги чувствувам како своји роднини. И ние сме навистина едно големо семејство. Цела екипа. Зборувам тука и за техниката, зборувам за сите. Значи не само за глумците. Зборувам и за техниката. Сите одлично соработуваме, сите имаме многу убав начин на комуникација, со почит, со разбирање и со кавги ако треба, меѓутоа конструктивни. Затоа не би го менувала сигурно. Велешки театар ви направи чест што и првата премиера година беше во ваша чест, мајки, каде што бевте носител на таа улога, каде што е спротивна од ова што сега го толкувате, малку една посериозна драма, човечка судбина. Најдовте лепеза на различни роли. Да, тоа се сосема различни роли. Мајка е поинаков жанр, поинаква тематика, предизвика многу тага кај публиката. А се надевам дека оваа представа нема да предизвика тага кај публиката. Не ја работиме така. Правиме комедија и се надеваме дека ќе биде урнебесна комедија и дека сите ќе уживаат како што ние уживавме во подготовките. Да, тоа беше последното прашање, вие го дававте одговорот. Дали ќе се насмееме вечерва? Па да, мислам дека да. Ова улога е и терет, и одговорност, ама и пријатна, убава одговорност. Господја министерка играат многу познати актерки, мислам ја играле многу познати актерки и се надевам дека и јас ќе успеам да се вбројам во тие неколку успешни изведувачки на господја министерка. Да, кога го реков тоа, ми следното прашање, морам да го поставам. Го чувствувате ли товар врската, кој се е толкова Живка или Живана и сега вие се најдете на незиното место? Дали чувствувате товар? Па сега, не можам да кажам товар и не се ни обидувам да се надпреварувам со некого, затоа што секоја планина си има своја тежина. Нели, мислам, тие големи актерки ја направиле господја министерка како што тие мислеле дека треба и тоа било успешно. Мене само ми е битно да ние уживаме во представата, и ние актерите, и публиката. Сега колку ќе бидам успешна, дај Боже да бидам успешна не заради свое лично задоволство,
туку заради наше општо задоволство. И мое, и на публиката. Тоа е сепак наша работа, моја професија и затоа се бавам со оваа професија. Не за да се бидам славна во своите собствени очи, далеко од тоа. Мене ми е најбитно во една представа таа комуникација со публиката, таа синергија, тоа е нешто неубаво што може нам, актерите, да ни се случи. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам успешна премиера вечерва. Ви честитам за големиот јубилеј 30 години и обврска да се видиме и на некој следен јубилеј. Да видиме здрави живи. Дај Боже, да. Тоа беше Зорица Панчич, носителката на главната роља во вечерашната премиера Господја министерка, која што ќе се одигра на сцената на Велешки театар. Студио